Добро вечер назад во 1ТВ, отворено студио, студио 1. Јас сум Сашо Ордановски, вашиот понеделнички водител, а со мене во наредните 20 на минути е господинот Бранко Азевски, председателот на Стопанската комора на Македонија, човек кој што и често и ретко го има во медиумите, зависно од тоа како се движи економијата во Македонија. Добро вечер, господин Азевски. Добро вечер. Прво сакам да ве прашам за нешто што е супер актуелно. За викендот излезе владата и објави укинување или намалување на низа глоби и во износи и како видови на глоби кои што постоја во Македонија. Вие инаку се борите за разноразни парафискални неданочни оптоварувања кои што ги оптоваруваат бизнисите и така натаму. Ова не е само тоа, но сепак како реагирате на една таква одлука на владата? Прво реагиравме лошо затоа што пресуд беше закажан во недела. Тоа одма зборува за некој пиар да се пополни празен простор и така натаму. Мислам дека не треба да ги драматизираме ситуациите, треба редовно да одиме. Иако ние сме спремни секојаш да разговараме за секој прашање кое што е актуелно и за нас и за општеството. Тоа е еден позитивен закон, позитивен пример. Ние работевме 6 месеци на тој закон, бевме вклучени во работната група и мислам дека еден од ретките закони на кои што темелно се пристапи, процедурално 6 месеци се работеше, се разговараше и така натаму, мислам дека се дојде до најдобрите решенија. Морам да ви кажам дека долги години, до 2005-2006 година, кај нас прашањето на глобите се сметаше и во бизнис заедницата дека е прашање кое што треба да се добро одмери, затоа што се добиваше впечаток дека заради малиот износ на глобите во тој момент, да зборувам до 2005-2006 година, дека нема дисциплина во работењето. Меѓутоа, после се отиде екстремно, значи, на зголемување на тие, да речам, ставки, кои што предизвика реакции во самите компании и тоа е долго барање на бизнис заедницата. Мислам дека како решение тоа ќе биде издискутирано во наредниот период. Јас сум многу задоволен што тоа води во една редовна постапка, за разлика од други закони, и дека ќе имаме простор да се изјасниме како бизнис заедница за тоа до крај. Во секој случај, онака како кој е концепирано, тоа е прифатени се нашите ставови во работната група, а ние сме спремни во наредниот период тоа да го одработиме на терен преку нашите регионални комори, преку нашите облици на организирање, здруженија, асоциации и така натаму, и да доприме баш до оние решенија кои што ќе бидат и кои што можат да се испеглат и да бидат најдобри. Па сепак, Стопанската комора често пати се буни затоа што низ разноразни неданочни, нефискални, парафискални оптоварувања и така натаму, годинава, например, се одделија 250 милиони евра во буџетот, а за следната година тоа се планира да се дигне на 300 милиони евра. Така. Тоа вие постојано го кажувате дека е една нефер однос кон бизнисите, мали, големи, средни и така натаму, бидејќи се тоа значени пари за една македонска економија да дури 300 милиони евра бидат земени на нешто што излегува вон даноците. За така даноците уште не сме ни почнали да разговараме. Значи, видите, тука се работи пластично да објаснам за една состојба во моментов што имаме ние во правната регулатива во Македонија, во која што на снага имаме 1400 закони. Тоа е море на прописи кои што го оптеретува бизнисот од еден аспект. Наместо бизнисмените да се посветат на бизнисот, они треба сега да се чуваат и да пливаат и во секој момент да пазат да направат некаков прекршок или некаква колизија на интереси со која што ќе се загрози нивната позиција. Мислам дека во изминатиот период, на жалост, настана една хаотична ситуација во таа работа, нарочито со приведување на инструментот на донесување на законите по скратена постапка. Ќе ви кажам конкретни бројки. 2015 година 340 закони се донесени со скратена постапка. Наредната година 2016 244 закони по скратена постапка. И сега Тоа значи дека во принцип меѓу 50 и 60% законите што се носат во таа година се носат по скратена постапка. А вие добро знаете што е тоа скратена постапка, тоа е практично за обиколување на све. И во 2017 година, кога е ова влада, цифрите заради состојбата не се такви, се 42 закони, али од нив 24 се донесени по скратена постапка. Процентот е ист, над 50%. Процентот е ист. Значи, ние мора да се соочиме со еден факт и владата, а тоа е во интерес и на стопанството и на сите, дека таа пракса треба да прекине.
Да гледаме дека често се сликате со премиерот, со конечно таму е Кочо Анџушев како представник и на Стопанската комора и така натаму. Се уште сте во една, би рекол, фаза на делење комплименти, иако понекогаш воздржани. Какви ви се всушност односите со владата? Добро, познато е дека вие како председател Стопанска комора нема да си дозволите да се конфронтирате особено нејавно со која било влада или премиер и така натаму. Но сепак има ли разлика од сегашната ситуација со претходната и дали во крајна линија таа ситуација оди кон некаква поконструктивни односи или напротив мислите дека можеби ќе имате и причина за капга наскоро со оваа влада? Значи, прво многу малку луѓе мислам дека знаат која е позицијата на Стопанската комора и општо на стопанските комори. Нарочито кај нас е комплицирано со тоа што ние имаме плурализам на коморското организирање во една мала земја и така натаму. И не се должни да знаат за тоа, нити претендираме ние тоа да биде. Значи, имаме ситуација во која што комората има една алатка, тоа е диалогот. Значи, ние не сме волшебници да можам јас да бидам во конфронтација со владата, да ги застапувам интересите на бизнисот. Јас треба да имам секаква комуникација и со секого што е од интерес за креирање на економските политики во државата. Зашо никој не сака да истакне дека ние сме единствена институција што нон-стоп комуницираме и со опозицијата. Така беше со претходната власт, така и сега. Ние сега имаме две средби и на 1 март и минатата недела со опозицијата. Разменуваме мислења. Ние имавме изузетно значајна средба во Охрид на 4-5 октомври меѓу Академијата, меѓу Народната банка, меѓу владата и меѓу универзитетите и така. Да, беше и значи, јас не можам да кажам сега ако премиерот се најави и сака да оди во Стопанска комора да го кажам де вие треба 50% од зацртаната агенда да биде. Значи тоа е зависи од актуелноста. Каква ви е соработката со овој премиер и со оваа влада? Јас имам искуство со многу влади и многу премиери, знаете вие. Можам да кажам дека овој премиер е еден од ретките кој што имаше интензивна комуникација со комората уште пред неговото доаѓање на власт. Значи, он е еден од ретките премиери што доаѓаше во комората со својата екипа и сакаше да праша и сакаше да разговара и така датаво. Тоа е се уште во минато време ви одговарате. А ја ме прашам денеска каква ви е соработката? Денеска е уште подобра, со тоа што ние меѓу себе се респектираме како институции и де секогаш можеме да имаме исти ставови. Така да се конфронтираме, на некои позиции сме исти, меѓутоа јавноста треба да знае дека разговараме, тоа е многу битна работа. Разговарањето и диалогот е многу битна работа. Вашите две, да кажем, генерални заложби, крупни заложби се независна монетарна политика и втората е интензификација на извозот и една реиндустриализација. Ако се погледаат цифрите, на вистина се чини дека Македонија, па и вашата Стопанска комора од година во година станува се помалку важна. Ние во индустријата на времето имавме ситуации пред 15 на години кога над 30% од производството во индустријата беше дел од бруто домашниот приход. Денеска е тоа паднато на 15%. Тие теми како ги разговарате? Има ли свест во владата за овие ваши приоритети? Значи извозот, реиндустриализација на земјата. Значи видите, нашата реков основна алатка е диалогот, значи ние сакаме диалог да одржиме со секого, посебно со владата. Второ, ние не претендираме да кажеме дека ги предлагаме најдобрите решенија. Значи ние и сега кога ќе разговараме за даношната политика, не тврдиме дека е тоа најдоброто решение. Али ние сакаме да се тоа провери низ расправа и низ диалог. И не на брзина, и не на хитни постапки. Значи тоа се структурни работи за кои што треба време и така натаму. А зашто ние сме дошли во цајкнот, тоа е друго прашање и треба одговорите да се бараат таму. Ако има малку и историски и политички моменти и така. Третата работа која што исто така треба да се знае, тоа е дека кога ние ќе седниме да разговараме, не можеме ние све тоа да го изнесеме во јавност. Значи новинарите си бараат и така натаму. Значи јас ако кажам дека ние во минатата година сме подлесли 230 иницијативи, дека се одржале кај 460 работни средби, дека се секој ден во комората присутни по 120 менаџери или сопственици на компании. Па се јас не треба валјда тоа да тропам на барама и да кажувам секој ден. Значи, дел оделе на лични разговори, дел оделе со анализи и расправи кои што не биле објавени, дел оделе на јавни средби и така натаму. Ние мислам нити интересот на државата е толку значаен да ние секој ден бидеме присутни во јавност.
јавност. Значи, ние ви уверувам дека работата си ја вршиме на начин на кој што мислиме дека треба да ја вршиме. Јас не познавам ни една стопанска комора во светот што е опозиција на владата. Опозицијата е во парламентот. Ќе се завршат изборите, има власт, има опозиција, а ние сме корективи кои што треба да делуваме да се изберат најдобрите економски политики кои што ќе Имаше значат ли добро многу за сите. викање зад затворена врата заради даночните реформи што се планира? Имаше. Али, тука треба да правиме разлика. Значи, првата наша принципиелна забелешка тука беше на методологијата. Значи, ако нашето основно мото на кое што почива работата на комората е изјавата на британскиот премиер од 1963 Харолд Вилсон, дека коморите подобро да ги имате за сојузник во концепирање на законите, него како противници во нивна имплементација, ова беше точно пример како не треба да се работи. Значи, ние бевме заобиколени, скоро на тоа од кога се испегла работите, законот иде по скратена постапка. Без никаква потреба. Затоа што на што реагираме ние? Ние реагираме затоа што не ни е допуштено да кажеме дека не да сме против одредни решенија. Значи, ние уопшто не реагираме дека е добро дел од тие средства што ќе се пренаменат да одат за социјалата, да одат за здравството, да одат за образованието. Ама ние сакаме да видиме таму прво одговорност и резултат, па да дадеме согласност за тие пари кои што ние ги ствараме. Значи, ќе побара владата некаква пренамена само кога прво ќе покаже она резултат за тоа. Како се заврши таа епизода сега? Па не е завршена. Како е завршен? Што предвидувате ќе се случи? Таа не е завршена. Во моментов на ЕНЕРОТ оди предлог за промена на законот за данок на добивка. ЕНЕРОТ е системот каде што се објавуваат законите пред да се усвојат. Да. И на тоа оди, веројатно таа ќе биде поставено 18 дена, тоа значи дека се работи за голема, во целиот склоп за голема даночна реформа. А голема даночна реформа во фирми кои што вртат милиони евра и фирми кои што со страни капитал учествуваат во нашето работење, мора да биде најавена, мора да биде предвидлива расправата за тоа и мора да се знае рокот на нивната почеток на нивната примена. Затоа што во бизнисот основно да има предвидливост. Може ли да се одложат решенијата? Како ви се чини? Ние до крај ќе инсистираме да тоа што мислиме дека имаме право биде присутно и ставено на маса. Ние сме свесни дека Социјалдемократскиот сојуз како водечки член на коалицијата моментално тие своји програмски определби ги има ставено и во партиската програма и во владината програма. Да, таму има и ние не очекуваме да не ги бранат тие позиции. Бидејќи има идеолошки позиции таму, додуше има понеба во идеолошките позиции. И знаеме дека ако тие одлучат тоа да го направат, ќе го направат, а ќе го платат покасно на избори или не знам како. А вие ќе мора да живеете со тоа. А ние ќе мора да живееме со тоа, затоа сме задоволни да имаме една расправа, да имаме едно почитување, да имаме една следственост, една права. Затоа што видите, не можеш да најавиш даночна реформа во ноември, као озбилен бизнис. Тие плановите ги прават, тие плановите ги прават во септември. Така е. Значи ние мораме тоа да го поштоваме, сакаме да привлечиме страни инвеститори, тие не се привлекуваат само со ниски даноци, се привлекуваат и со општ амбиент, и со едни вакви расправи, и со заеднички решенија и така натаму. Али никако да се свати дека бизнес заедницата е против средства кои би се пренамениле за овие три дејности кои што се многу значајни. Али бизнес заедницата во тие три дејности не препознава реформа во Македонија во изминативе 30 години. Колку што успеам да разберам, таа работа не е завршена. Не е завршена. И никогаш нема да биде завршена. До да интересира дали до крајот на декември ќе биде завршена. Па интенциите на владата се како, бидејќи ние разговараме, интенциите на владата се да почне тоа од 2019 година, затоа што тука има неколку видови решенија. Некои кои што ќе стартуваат одма, некои кои ќе стартуваат 2020, некои кои што ќе се остави како данокот за добивка, како што е предложено да се во 2019 припремат компаниите за тоа и така натаму, така да тоа е повеќе слојно и треба да се разгледува на таков начин. Пред некој ден се вративте од Атина. Да. Ние сме во овој процес влезени со Грција околу решавање на овие крупни прашања политички кои 30 на години речиси не блокираат, меѓу другото и за економски развој. Каква е атмосферата во Атина? Таму имавте бизнес форум,
со македонски и грчки бизнисмени. Јас знам дека Грција е важен економски партнер на Македонија, веројатно имаме огромна, голема размена, дали на прво или на второ место, еден од најсилните инвеститори во Македонија. Каква е денеска атмосферата во Атина? Што би вашите колеги во Грција? Мене иста ми атмосферата во Атина од почеток на мојот мандат, затоа што на првата средба кога отидов тамо, тие преседаваа со процесот АБЦ, тоа е една организација наша, Асоциација на Балкански комори. И поделивме некој пропаганден материјал и они одма реагираат, новинарите таму и така натаму. Председателот на Унијата на грчките комори тоа го прокоментира кој има проблем, нека излезе надвор, кој сака нека остане внатре и не ги тргнеме. Значи јас промена на таква атмосфера во бизнис круговите немам виден. До денеска. Ние имаме најдобра соработка со Унијата на грчките комори. Ние во рамките на Европската комора со нив соработуваме на највисоко ниво. Ние имаме одлична соработка со комората на Пела регионална, имаме заеднички проекти со неколку комори нивни од Пиреја и така натаму. Така да уопште ние сме да градиме мостови и тогаш кога политичарите ќе имаат проблем и политичките елити. Тоа е пример со Грција пар екселанс, како тоа се спроведува во целиот период. Но мора да се согласите дека регионалната соработка меѓу земјите на Балканот во економска смисла многу опаѓа. Така е. ЦЕФТА бележи практично драстични падови во последните неколку години и веројатно е дојдено на ниво на веројатно половина од тоа што беше само пред 10 години како некаква меѓусебна размена. Вемувам за една брза оценка зошто се случува тоа и што е перспективата на таа регионална соработка. Она што се случува со процесот на ЦЕФТА, која што е една благородна идеја да се припремаме во тој предпростор пред влезот на Европската Унија, ова што нас сега ни се десува е типичен пример за најдолна балканизација. Значи како да ви... Ова ставање Ама вие имате во последниве 4 месеци 4-5 инциденти на релација земји членки на Европска Унија, каде што политички прашања се покушаваат со економски мерки да се притискаат. Тоа е најдолното што може некој да го направи. Каква порака ние испраќаме до Европската Унија? Многу луѓе реагираа на изјавата моја дека ЦЕФТА треба да се прогласи за мртва. Како не треба да се прогласи за мртва, кога ние наместо да направиме напредок, ние точно ја преполовивме размената. Значи 2008 година имавме 2,18 милиарди, сега паднавме на 1,4. Како ќе направиме ако ние сме имале во извозот сме учествувале со 20 размената во ЦЕФТА меѓу нас, сега се 10%. Значи, како да го објасниш тоа? Како ние во Европската комора, кога ќе одиме, на европските представници ќе му го објасниме? Па тие го створиле ЦЕФТА процесот за да одиме напред, за да се приближуваме, за да учиме како во една 6-члена федерација ќе изгледа припремата за утре да влезеш во една 30-члена федерација. И ти сега му кажуваш дека си ги преполовил размената, ти имаш подобра соработка со сите, него со тие земји околу тебе, што се и така. Тоа е еклатантен пример на балкански примитивизам кој што ме плаши и кој што мислам ќе не доведе во позиција да еден ден ни речат луѓе што правите вие 30 години таму. Господин Азијски, сигурен сум дека можеме барем уште 3 пати поволку да разговараме, но нашето време истече. Ви благодарам за ова гостување, се надевам повторно да се видиме по скора прилика која ќе има Стопанската комора секогаш има активности за кои што исто така ќе поразговараме. Благодарам. И економијата ќе има нови предизвици и во наредниот период ќе се гледаме почесто. Благодарам многу. Вам почитувани гледачи ве повикувам да останете, ќе имаме уште еден краток разговор до дневникот кој што е во 20 часот. Се враќаме веднаш после една куса промотивна пауза.